Охридско лето е навистина еден од најеминентните и морам да кажам, големите светски меѓународни манифестации, кои што навистина со огромните заложби на владата и на Министерството за култура, со нашите селектори, директори, успеавме да го одржиме тоа многу високо ниво на програма, на програмски содржини, на светски имиња и во делот на музичката дејност и во делот на театарската дејност да присуствуваат на Охридско лето. И оваа година имавме прекрасни светски музички имиња, како е Лина Гаранча, Максим Вангеров, се разбира тука и Репин, кој што светскиот виолинист со кој што на 19, нели пред затварањето на 20 август ќе се затвори музичкиот дел од страна на Охридско лето. Сепак оваа година се одбележуваат и 400 години од смртта на Шекспир, така да и во таа насока имавме огромен број на присуство на театарски ансамбли од регионот и пошироко, така да ние продолжуваме со тие заложби да на Охридско лето доаѓаат најдобрите, најзначајните и најсветските, што се вели, музички имиња, но сепак еве ќе напоменам дека во Охрид се случуваат и други културни настани кои што се поддржани од страна на Министерството за култура. Сепак Македонија стана една голема отворена светска културна сцена и една светска дестинација, бидејќи гледаме дека се почесто доаѓаат многу значајни светски имиња. Оваа година можеше да ги проследиме во Скопје концертите на Енрико Инглезијас, Дейвид Гета. Сега во Охрид верувам дека сите го очекуваат и присуството и на Продиджи и на Ал Димеола. Исто тука беше и концертот на Ники Ромео, така да тие исто така концерти се поддржани од страна на Министерството за култура и вечерве не напоменав, картите се распродадени за концертот на Сандовал, така да се очекува и карта повеќе од страна на публиката. Сето тоа е навистина и за поздравување, бидејќи сепак наша единствена цел и еден од приоритетите беше да се збогати културната понуда за сите граѓани, да се дисперзира културата, културните настани, бидејќи сепак од културата секој треба да има бенефит. Сите овие вложувања во културата, во делот на најразлични манифестации, на богата културна понуда треба да бидат во интерес на сите жанрови кои што ги сакаат нашите граѓани и тоа го правиме. Покрај овие светски музички имиња ме радува што во сите останати градови во моментот се реализира проектот Топол културен бран. Целта беше нели да се дисперзира културата, да во сите градови под отворено небо, во салите имаме најразлични манифестации и тука даваме силна поддршка во таа насока. Гледате дека во сите градови има најразлични културни лета, присуство на наши музички домашни уметници. Не треба да запоставиме, се разбира, и нашата домашна македонска музика, нашите музички легенди, така да во таа насока и нивното присуство е се поголемо и го имаме на секаде низ сите градови во Македонија. И оваа година не очекува богата културна понуда, богата културна програма, богати манифестации. По завршување на Охридско лето следува нашата традиционална меѓународна манифестација Струшки вечери на поезијата. Имаме големи светски имиња во делот на литературното, светско творештво и така натака. Потоа се традиционалните манифестации, доаѓа Битола, Манаки фестивалот во делот на филмската камера. Ме радува што отварањето на фестивалот ќе биде со премиера на филмот Ослободување на Скопје. Верувам дека јавноста го очекува премиерната изведба на режисерот Раде Шербеџија и се разбира многу други филмови кои што светски се разбира, кои што ќе ја збогатат програмата на браќа Манаки. Сепак и во таа насока морам да напоменам како влада и како министерство вложивме силен и ангажман и напор се со цел да имаме зголемена македонска кинопродукција и таа се гледа од година во година. На фестивалот имаме и отварање на македонски филм и затварање со македонски филм. Веќе завршен е филмот Златната петорка на режисерот Горан Тренчовски, така да очекуваме и оваа година да видиме премиерата на тој долговетражен игран филм. Резултатите се разбира огромни, бројките се огромни и фактите кои говорат во насока на едно унапредување на културниот развој на Република Македонија во сите, морам да напоменам, сегменти.
таа поддршка на културата, бидејќи сепак културата е доста комплексна и не треба на сметка на вложување на одредена дејност да се занемари некоја друга дејност, така да тој рамномерен пристап на поддршка во сите дејности од областа на културата го водиме со еден сериозен ангажман и со сериозна посветеност и ќе продолжиме се разбира во таа насока. Ја не ги спомнав и фестивалите како што се традиционални, дел од нив и завршија, како Галичката свадба, една традиционална манифестација, Оффест се тука, манифестацијата, Джез фестивалот и огромен број се разбира на други традиционални манифестации кои што секоја година се реализираат и многу ме радува што во Република Македонија веќе започнаа да се востановуваат и нови манифестации. Еве јас ќе ја спомнам и традиционалната веќе трета по година поред Битола Шекспир фестивалот, меѓународниот интернационален театарски фестивал кој што го организира Македонскиот народен театар, така да гледаме све поголемо присуство и на светски театарски ансамбли, светски музички имиња, македонски наши имиња кои што настапуваат и ја збогатуваат програмата, сепак тоа ни беше и нашата огромна заложба и цел и ме радува што имаме еден таков позитивен исчекор во културниот развој на Република Македонија и нешто што е многу важно да нашата држава во изминатиот период многу силно и моќно настапува и на светските меѓународни манифестации, каде што сме навистина присутни преку нашите национални институции, преку нашите манифестации кои што ги поддржуваме.